Добро вечер, започнува светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Отворено советувалиште за откажување од пушење. Моторциклистите се ранлива категорија. Викендот со джипови ќе се вози низ Мариово. Во тимот победници за Дурекс и Битолчанец. Летниот период особено ризичен низ сообраќајниците во градот и патиштата надвор од населените места. Полицијата со серија едукативни настани како превенција од несакани последици во учесниците во сообраќајот. Мотоциклистите не се почитувани од другите учесници во сообраќајот, иако меѓу нив има и такви кои непристојно се однесуваат, сепак останатите учесници мора да ги третираат како рамноправни. Маја Богоевска. Мотоциклистите се ранлива и загрозена категорија, велат од Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, кои заедно со СВР Битола и Техничкиот факултет денес одржаа трибина на тема поголема безбедност на мотоциклистите во рамките на одбележувањето на неделата на мотоциклистите. На трибината се разговараше за начините како да се зголеми нивната безбедност во сообраќајот. Од една страна, непримерното и некоректно однесување на мотоциклистите кај нас на патиштата е факт и тоа тешко можеме да го искорениме и тука треба да делуваме. Но од друга страна имаме страшно непочитување и незабележување на останатите супериорни учесници во сообраќајот, возачи на патнички возила, товарни возила, автобуси, не ги почитуваат мотоциклистите како инфериорни учесници. Денес во услови на сообраќајен метеж, мотоциклот и мопедот представуваат алтернатива и средство, кое е потреба, а не средство за задоволување на сопствени желби и хирови, и затоа викам мотоциклистите се тука рамноправни учесници, тие се секојдневно присутни во сообраќајниот систем. Од мотоклубот Конзули токму тоа, непочитувањето го посочуваат како проблем. Возачи кои не се мотоциклисти, кои многу проблеми не прават, не почитуваат толку многу како што е редно. Не бара биде тука, бара малце да почитуваат. Кој ќе каже има предност, да не дадат полојна предност, не мора цела. И затоа што се случува многу пати да не третираат позади нас, да ќе свили, те брка на десна страна, што нема право, тоа не е пропис. Битолскиот универзитет и Техничкиот факултет имаат постојано заложба за подобрување на безбедноста во сообраќајот. Нашиот град Битола и нашиот универзитет има голема предност затоа што на Техничкиот факултет постојат студиски програми единствени во Македонија на кои што се школуваат сообраќајни инженери и кои што профил токму во еден дел од својата професионална обученост се обучуваат и за проблеми и прашања од делот на безбедноста на сообраќајот. Лично мислам дека постои навистина голем простор кој што се уште не е доволно искористен, во кој што високото образование, наставниот кадар, професорскиот кадар, студентите, докторанти, студентите постдипломци и додипломските студенти можат многу повеќе да се вклучат во решавањето на проблемите конкретно за сообраќајот. Она што од мотоклубовите посебно го потенцираат, освен максимално внимавање на сопствената безбедност и носење комплетна опрема, е и родителската грижа. Велат, родителите мора да бидат построги, без соодветна опрема да не им даваат клуч од моторот на децата. Вчера на плоштадот во Битола дефиле на мотоциклистите. Главната порака беше улогата на кацигата во безбедноста на патиштата. Мотоциклистите кои носат соодветна заштитна опрема се позаштитени за 40% кога станува збор за ризик по нивниот живот, а за 70% се позаштитени од повреди од евентуални несреќи. Последните 3 години 543 мотоциклисти настрадале во сообраќајна незгода, 10 од нив го загубиле животот, 123 се здобиле со тешки повреди, а 410 полесно повредени. Вклучен алармот за поголема безбедност и заштита на моторциклистите. Секој моторциклист основно што треба да поседува е кацига, беше пораката која што ја упати председателот на моторклубот Конзули од Битола. Најзначајното за возење мотор е носењето кацига како прво. Не заради законот, заради полицијата или заопшто заради негова безбедност. Оти секој еден од моторско секој еден моторџе кој ќе паја нагла прво. Значи треба прво да се заштити глава. Другото се е неопходно, ама кацигата е најнеопходното нешто. Заедничко ќе се делува за да се постигне поголема безбедност во сообраќајот. Градоначалникот со апел моторџиите да се однесуваат совесно, но и другите учесници во сообраќајот да ги почитуваат како рамноправни учесници.
Моторциклите во сообраќајот имаат специјално значење и треба да ги почитуваме. Пред се, прво, сите тие кои што управуваат со моторциклите, а се разбира и сите ние, граѓаните, кои што сме и возачи и пешаци. На некој начин сето ова го правиме за поголема безбедност во сообраќајот, со акцент на моторциклизмот, кој што денеска има главен збор во цела Република Македонија. Настанот го организира Министерството за внатрешни работи и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Се одржава воспитно-едукативна акција безбедност на неделата на моторциклистите. Затоа и денес, значи се собравме овде во рамките на таа акција да го направиме ова ревијално дефиле на моторџиите, кој што започнува од овде од площадот Магнолија, еден круг околу нашиот град, па повторно назад завршуваме тука. Неделата за безбедност на моторциклистите во Република Македонија беше фокусирана не само на подобрување на условите и можностите за рамноправно учество на моторциклистите во сообраќајот, туку и подобрување на нивната безбедност преку конкретна едукација како за законските, така и за техничките услови што се неопходни за оваа категорија на учесници во сообраќајот. Сето тоа беше сублимирано во неколку куси пораки што ги носеше кампањата: да не се вози без заштитен шлем, да не се вози пребрзо, да не се вози технички неисправен мотор и да не се вози без дозвола со соодветна категорија. Рафални истрели утрово ги вознемирија гостиварци кои живеат во близина на помошниот стадион на улицата ЈНА. Таму утрово околу 6 часот полицијата по претходна пријава пронашла 62 годишен гостиварец убиен во автомобил застава 101. Рафални истрели утрово ги вознемирија гостиварци кои живеат во близина на помошниот стадион на улица ЈНА. Таму утрово околу 6 часот полицијата по претходна пријава пронашла 62 годишен гостиварец убиен во автомобил застава 101. Според досегашните сознанија со кои располагаме, за сега непознат сторител или сторители, откако му го попречиле патот со контейнер, најверојатно со автоматска пушка испукале 20 куршуми најпрво во предното стакло на возилото, а потоа и во телото на 62 годишниот гостиварец и го усмртиле на самото место, пошто исто така најверојатно со возило избегале. Увид на местото на настанот извршија јавен обвинител и екипи од Министерството за внатрешни работи Скопје и СВР Тетово. Сторителите засега се непознати за полицијата, нема информации ниту за мотивите за убиството. Како што дознаваме, убиениот бил вработен во гостиварското комунално предпријатие, повремено работел и како чувар во рибник во село Баница. Во Центарот за јавно здравје во Битола, исто како и во сите центри во Македонија, профункционира советувалиште за откажување од пушење. Стручен и обучен кадар од доктор и медицинска сестра ќе одржуваат едукативни предавања во советувалиштата, а во зависност од околностите предвидена е соработка и со други кадри, како психолог и социјален работник. Маја Богоевска. Со цел да се укаже на штетното влијание кое го има тутунот врз човековото здравје, насекаде во Македонија се отворија советувалишта за откажување од пушење. Советувалиштето во Битола ќе работи во Центарот за јавно здравје секој вторник и четврток од 13 до 15 часот. Во советувалиштето ќе работат лекар, медицинска сестра и помошен персонал. Ќе се закажува терминот и ќе се формираат групи во зависност од категоријата на лицето, дали е пушач, непушач, поранешен пушач или слично. Најпрво се почнува со предавања за пушењето, за составот на тутунот, за никотинот, за катранот, за еродниот моноксид, кои се штетни дејства, кои се болести, кои се најчести компликации кои настануваат како резултат на пушењето. Значи тоа се сеанси на предавања, значи ќе биде тоа група на предавања која ќе се одредува, ќе се врши по одредена шема. Кога ќе се завршат со предавањата, се придува кон тоа да се прашуваат дали се доброволно, дали сакаат да се откажат од пушењето или сакаат да работат во понатамошно одвикнување. Значи се менуваат навиките. Се даваат соодветни обуки како да се на однесување на соодветни вежби и потоа понатаму се следи да се види каква е резултатот од преземените мерки, значи од преземената обука, едукација. По 15 дена се иди на контрола, потоа се иди на 1 месец, потоа на 3, 6 и 9 месец, и кога ќе се заврши годината, ако тој престанал да пуши, се рачува како веќе бивши пушач, значи тој се одвикнал од пушењето. До 20 август советувалиштата ќе бидат достапни за лекарите.
потоа ќе бидат достапни и за сите заинтересирани граѓани. Целта на ова советувалиште е во поголем број од здравствените работници да ги убедиме, да ги информираме и да му кажеме на штетното влијание на тутунот врз здравјето и да укажеме кои се бенефитите ако се престане да се пуши и на тој начин тие полесно да може да делуваат на своите пациенти. Знаете, лекар пушат, сигурно го сваќа пациентот, па не навлегува на тоа прашање во врска со пушењето, ако е лекарот пушаш. Мислиме дека него сигурно кога би пушачи лекари биле помалку, повеќе би се делувало на тоа поле. Согласно податоците кои ги дава лицето, се изработува индекс. Тако е, например, индексот, да речеме, до 10, има штетно влијание. Над 10, значи хроничен белодробна обструктивна болест. Ако е над 10, до 20, над 10, 20 и над 20, значи може да настанат и малегни заболувања, значи тоа се некои параметри кои ние ги заведуваме. Се отвора картон за секој и се води евиденција колку пуши, како намалува, значи целокупно се следи процесот на посетителот, односно на човекот на лекарот кој го посетува нашето советувалиште, да видиме каков има ефект, дали ќе има бенефит, дали ќе сака или ќе се откаже, да речеме, во некој момент. Со оглед на тоа дека и другите две советувалишта успешно работат во Центарот за јавно здравје, се надеваат дека и ова советувалиште ќе има успех. Одвикнувањето од пушењето е многу мало. Зошто? Затоа што се станува збор за зависност. Зависноста од тутунот се состои во тоа што човекот е зависен од никотинот. Никотинот е психоактивна субстанца која делува на централниот нервен систем, ги зафаќа овие никотинските рецептори, кои никотински рецептори потоа поради нивното блокирање има соодветни психички однесувања, односно се ствара една зависност која е толку голема, што е иста како хероинот, да речеме. Ние не сме свесни дека зависноста од никотинот е многу голема зависност. Значи, потребата за нешто што кога и колку да знаеме дека не е штетно, али имаме неприкосновена потреба да земеме никотин, се случува и ноќата барат цигари, значи тоа е тешка зависност и тешко оди одвикнувањето. Освен во група, ќе може да се пријавуваат и за индивидуални советувања, исто така ќе има и советувања посебно за адолесценти. Еве што ќе гледате во продолжение. Викендот со джипови ќе се вози низ Мариово. И за другите ми покусата пауза, останете со нас. Викендов Битолчани ужива во 13-тото издание на музичкиот фестивал Солистис. Црвена јабука на стапија во Битоло. Не ги пропуштајте најновите филмски проекции во 3D киното во нашиот град. Вкупно 35.195 слободни места за идните средношколци. На уписите кои почнаа во јунскиот рок има и второ пријавување на 30 јуни 1 јули. Во текст под наслов Германците се враќаат на Балканот, грчки весник информира за конференцијата на земјите од Западен Балкан, која на 28 август под покровителство на Ангела Меркел ќе се одржи во Берлин. Кон меко објавениот оглас на владата за раководни позиции се отвара уште една амбасадорско место во Канада. Владата воедно била задоволна од досегашниот интерес, вели портпарол Ѓорѓиев. Исламските екстремисти во Сирија во борбите ангажираат малолетници, од кои некои немаат ни повеќе од 15 години, тврди Human Rights Watch. Джиновски старшини кои од почетокот на оваа година во Кина усмртија дури 42 лица, во болници испратија повеќе од 1600 и веќе се вдомија во Франција, откаде и се закануваат на цела Европа. Неколкумина министри за надворешни работи на земјите членки на Европската унија се заканија со овојдување нови санкции кон Русија доколку Москва не го поддржи украинскиот мировен план.
Почнаа уписите во средно. Има околу 35.000 слободни места. Вкупно 35.195 слободни места има во македонските средни училишта, а од денеска стартуваат уписите на новите средношколци. Првото пријавување денеска и утре, а резултатите ќе бидат објавени на 25 јуни. Во јунскиот рок ќе има и второ пријавување на 30 јуни и 1 јули, а пријавувањето и запишувањето во августовскиот рок ќе биде на 21 август. Наспроти традиционално големиот интерес за гимназиско образование, од Министерството за образование и наука апелираат до осмодоленците да размислат за избори на некои од стручните училиште, бидејќи тој кадар е дефицитарен во земјава. По тимот победници за Дурекс и Битолчанец, наградата за најдобра апликација за паметни телефони и таблети на надпреварот за Дурекс во рацете на тимот Зетурекс од Универзитетот Свети Апостол Павле во Охрид. Тројцата студенти наградени со таблет и презервативи. 2 недели континуирана работа за рок од 1 месец на тимот студенти Зетурекс од Универзитетот Свети Апостол Павле во Охрид им ја донесе наградата за најдобра апликација за паметни телефони и таблети на надпреварот на Дурекс. Меѓу креаторите на апликацијата Ерхан Тејри од Струга, Жанко Митревски од Охрид и битолчанецот Тони Наковски. Корисниците со апликацијата на Дурекс можат да добијат сигурни и проверени информации за превенција од сексуално преносливи инфекции и кои се најсигурните средства за заштита од непланирана бременост. Функционалности на апликацијата пред се имаме еден квиз, интерактивен квиз кој примерна цел му е да ги едуцира младите, како што кажав претходно. Други функционалности се имаме календар за еволација, со што женскиот пол би можел да си води евиденција кога му се менструални денови, кога му се плодни денови и слично. Исто така имаме имплементирано и секс календар, каде што може да си селектирате кога сте имале секс, исто така да си водите евиденција и за тоа. Апликацијата е кроз платформа, значи апликацијата направивме да биде достапна за секого. Младите луѓе буквално зависат од своите паметни телефони и можностите што ги имаат. Веруваме дека преку една ваква апликација најлесно ќе стигнеме до нив, додава Наковски. Мислам дека ќе преминуваат доста, бидејќи пред се е забавна, значи квизот е забавен, има интересни прашања, пред се бија пробале колку знаење имат во таа област и би научиле нови работи. Оваа награда за тимот Зетурекс била мотивација плюс за идните предизвици. На надпревар имаше 6 тимови на почетокот, од кои тие 6 тимови пуштија презентација и веќе и прототипи, беа одбрани 3 тимови за да одат во финалето. За нас не беше многу тешко, бидејќи студирам на информатички универзитет, имаме веќе стекнато знаење и вештини. Не ни беше голем проблем, но ни беше голем предизвик за да ја направиме оваа апликација, бидејќи стекнавме ново искуство, имаше и дружење со... Тимот Зетурекс не застанува тука. Размислуваме со тимо, има неколку интернационални надпревари каде што би сакале учествуваме и се надеваме дека имаме големи шанси за победиме. Апликацијата наскоро ќе биде достапна за Apple Store и Google Play за македонските корисници да можат да ја симнуваат. Викендот кој пред нас џип турнеја низ Мариово. Пријавувањето е во тек, а турнејата нема надпреварувачки карактер. Дружење, запознавање на убавините и подигнување на адреналинот. Стево Бешуровски. Тргнувањето на 28 јуни во 7 часот од пред зградата на општина Новаци. Посета на терените околу селото Реово, Грумази, Скочивир со попатна пауза од 15 минути. Доручек во местноста Конјарка во близина на селото Скочивир. Посета на живописните терени во Мариово по течението на Црна река, местноста Копанките покрај ловиштето Ниче. Пауза на реката Белица. Посета на село Будимирци, живописните терени околу село Зови. Околу 15 часот пристигнување во манастирот Чебрен и поставување на камповите во близина на реката Црна. Секој учесник мора да носи опрема за кампување, а ќе имаат богата, забавна и гурманска програма. Дружење до доцните вечерни часови. Во местноста Чебрен посетителите ќе имаат можност да ги посетат црквата Свети Спас од 16 век, црквата Свети Димитри, неодамно обновена околу олтарниот дел кој потекнува од 15 век, и остатоците од некогашниот антички град Чебрен и покасно манастирот Чебрен кој бил еден од најголемите и најпознатите манастири во Македонија.
Следниот ден, на 29 јуни, во 10 часот по доручека посета на филмскиот мост во село Совик и крај на турнејата. Пријавувањето е до 25 јуни, вкупната должина на трасата е 160 км. Турнејата нема надпреварувачки карактер и секој учесник мора да се придржува до правилата пропишани од страна на организаторот. Джип турнејата Мариово е туристичко возење по шумски патеки, земјен пат на кој се наоѓаат природни пречки, кал, големи успони, зелена трева, камења, вода и друго, на кој учествуваат теренски возила, джипови 4x4. Целта на ова возење е запознавање на убавините на Мариово, културно-историските споменици, дружење, соработка со други автомотоклубови од земјава и странство, како и развој на алтернативните спортови и алтернативниот туризам. За прв пат джип турнејата Мариово е одржана на 19 и 20 јуни 2010 година. Позитивното искуство на сите учесници беше мотив плюс за претворањето на джип турнејата во настан кој се одржува најмалку еднаш годишно, со број на членови кој постојано се зголемува. Во Битола се одржа аеробик на отворено. На 22 јуни оваа недела се одржа најмасовниот аеробик настан во Битола на отворено, Fit Up Open Aerobic, на исполнетото ракометно игралиште во Битола под водство на професионални зумба и аеробик тренери, низ забава и музика. Активно учествуваа над 400 граѓани и военно исто толку следеа настанот. Настанот е организиран со поддршка на новиот Fit кремас јогурт на Bimilk, кој го содржи потребниот сооднос на протеини и јаглехидрати, потребни по секое вежбање. Музичкиот фестивал Тралала помеѓу фестивалите патува и освојува награди. Со награда деновиве се врати Мартин Стефановски од Ерменија. Тој беше единствен учесник од Македонија. Патуваме скоро секој месец, одиме во државите на покана на тамошните организатори. Пред Нова година имавме голем успех со гостувањето во Русија, значи прво место во Москва на големиот фестивал таму одржан за деца. И веднаш со новата година започнавме, значи, со едно гостување во Софија, каде таму бев исто член на жирито, а потоа бевме на гостување со Ана Гаштарова во Малта и освоивме втора награда во конкуренција на околу 80, мислам, учесници. И тука нови фестивал во Ерменија, 85 учесници? 87 имаше вкупно во Ерменија, меѓутоа покрај вокалните интерпретатори имаше и танцови клубови, така да вкупно учесници на фестивалот беа околу 500. Бевме во Ереван со Мартин Стефановски како единствени представници од Македонија. Мартин за прв пат учествуваше на еден ваков фестивал и за прв пат пееше во живо, прво и негово искуство, бидејќи тој има само 12 години. Јас бев поканен од организаторите во Ереван да бидам член во жири комисијата на тој голем фестивал. Учествувавме и освоивме второ место. Пресрекни сме, особено Мартин. За освоеното место остваривме на соработка со Ерменија, која досега е немало меѓу Македонија и Ерменија на ваков вид на фестивали, тоа го кажа и на пресконференцијата која таму се одржа. Ќе дојдат тие на вашиот фестивал? Сигурно, таа е соработката веќе ја остваривме и како реагираат децата кои ќе дознаат дека на фестивал ќе пеат во живо, а не на матрица? Видете, на сите фестивали каде што ние настапуваме се пее во живо. И единствен фестивал во Македонија и во овие простори каде се пее во живо е нашиот Тралала, значи нема повеќе пеење на плейбек, се пее во живо. Треба вистина предизвик, меѓутоа тоа е голем предизвик, но ние работиме со децата, значи пред гостувањето на фестивалите ние ги подготвуваме децата и настапуваат и еве на сите фестивали каде што досега сме биле сме освоили добри награди. Да, значи ова е едното за следно патување каде? Во исто време додека ние бевме во Ереван, бидејќи јас не можев да присуствувам на тој фестивал, по петта година поред учествуваме како представници на Тралала на фестивалот Док тече Лашва во Нови Травник во Босна. Како представникот од нашиот фестивал, значи од Битолскиот Тралала, Ангела Тошева настапи на фестивалот во Босна, се вратија синоќа или се уште не се вратени, не знам, немам информација. Значи учествуваа на тој, имаше учество на 7 земји, 7 држави на тој фестивал. Поминале прекрасно и значи во исто време се одвиваа веќе 2 гостувања на нашиот фестивал. Следно сега се подготвувате за Битфест? Да, се подготвуваме за Битфест. Во меѓувреме имаме уште едно гостување во Словенија на Блед. Се одржува еден многу голем фестивал за деца. Настапуваме со 3 наши солисти од фестивалот Тралала, а јас сум почестен како за прва издание како за прва едиција, значи на тој бледски микрофон, да бидам председател на жири комисијата која е составена од 9 луѓе од целиот свет се во жири комисијата. Јас сум почестен од организаторот, мојот пријател Санди Вовк, да бидам
председател на тој фестивал, на жирито на тој фестивал. Учествуваме со 3 учесници од Тралала и веднаш потоа следи 15-тото јубилејно издание на фестивалот Тралала во рамките на Битолско културно лето од 12 до 17 август со учество на околу 40 учесници од 20 држави ширум светот. Тоа ќе биде интересно и занимливо нели за гледање. На крај само прашањето, овие деца кои сега пеат и освојуваат награди, кариерата со одење во средно или пак на факултет им завршува или продолжуваат и понатаму? Продолжуваме да работиме понатаму, тие кои имаат желба, амбиција и тие и нивните родители бидејќи дали желбата и амбицијата е препозната и постои кај нив после? Тоа е 15 години постои, работиме понатаму, има и возрастни и деца кои настапуваат, знаете, на сите фестивали скоро се менува границата на учество на учесниците, бидејќи на овој фестивал, например, имаше категорија до 25 години учесници, последната категорија, така да ние тие деца кои сакат да направат некоја кариера музичка, кои се надарени и така натаму, и понатаму ги едуцираме и работиме со нив се додека можеме да настапуваме на разни фестивали ширум свет. Еве што донесува светот. Над 20 повредени во судирите во Косовска Митровица. И за други вести од светот по паузата, гледајте не. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: како факултет ќе одберете за вашето академско образование? Обштествени науки, медицински, технички, уметнички? За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Најмалку 20 лица се повредени, 5 мина се убиени, а запленети се 4 возила во вчерашните судири меѓу демонстранти и полицијата за време на протестите во јужниот дел на Косовска Митровица, соопшти полицијата. Протестите се организирани од албанци од јужниот дел на Косовска Митровица поради изградба на така наречениот Парк на мирот. За време на протестите дошло до судири меѓу кордонот на полиција и демонстрантите. Учесниците на протестот почнале да фрлаат со камења и шишиња кон припадниците на косовската полиција и Еулекс, кои одговориле со употреба на солзавец и шок бомби. Билансот на денешните протести и судири во јужниот дел на Косовска Митровица се 13 повредени полицајци и 6 повредени демонстранти, изјави портпаролот на Косовската полиција за јужниот дел на Митровица Авни Захити, додавајќи дека досега се уапсени 5 лица. Според приштинските медиуми, во судирите меѓу полицијата и демонстрантите се повредени и двајца новинари. Директорот на Канцеларијата за Косово Марко Ѓурич најостро ги осуди протестите во јужниот дел на Косовска Митровица, истакнувајќи дека тие се насочени против мирот, соживотот и стабилизирањето на односите меѓу србите и албанците, соопшти Канцеларијата за Косово, јави Тањук. Председателот на Косово, Атифет Јахјага, синоќа по повод на силните протести повика за изнаоѓање на мирно решение. Неколкумина министри за надворешни работи на земјите членки на Европската унија денеска се заканија со воведување нови санкции кон Русија, доколку Москва не го поддржи украинскиот мировен план и не го запре преминувањето на вооружени лица од нејзина територија во Украина. Русија води пропагандна војна со сета жестина и нема показатели дека ја затворила границата, изјави шефот на шведската дипломатија Карл Билд. Тој нагласи дека вооружени лица, па дури и тенкови, натаму ја минуваат границата од Русија кон источна Украина. Шефот на британската дипломатија Вилјам Хейгл пак изјави дека ако биде потребно, Европската унија би можела да воведе нови санкции кон Русија на заседанието на Европскиот совет закажано за петок. Очекуваме Русија да преземе реални акции за да го запре протокот на оружје преку границата кон источна Украина и да ги натера илегалните вооружени групи да престанат со тоа што го прават, рече Хейгл. Министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската унија утре во Луксембург ќе се сретнат со новиот шеф на украинската дипломатија Павло Климкин, кој се очекува да ги запознае со деталите на мировниот план на председателот на Украина Петро Порошенко. Европската унија досега воведе забрани за издавање визи и замрзнување на активи на официјални руски представници, обвинети за поттикнување на кризата во Украина, но се воздржува од построги економски санкции кон Русија. Пакистанските власти се подготвуваат за офанзива против милитантите.
Пакистанската војска испрати предупредување до жителите на Северен Вазиристан дека имаат рок до крајот на денот да го напуштат регионот пред да се случи нападот против исламистите милитанти. Околу 430.000 луѓе веќе избегале во Пакистан и Авганистан. Пакистанските власти спроведуваа воздушни напади врз засолништата на милитантите во регионот во изминатите недели, а војската на 15 јуни објави дека е во план и голема офанзива. Американскиот претседател Барак Обама признава дека радикалните сунитски екстремисти од организацијата Исламска држава на Ирак и Левант ИСИЛ, кои отворија фронт против ирачката влада, од ден во ден добиваат поголема моќ и можат да придонесат за дестабилизација и на други земји во регионот. Мора да бидеме предпазливи. Во моментов проблемот е во тоа што ИСИЛ ја дестабилизира земјата, но ова може да се прелее и кај некои други наши сојузници, како што е Јордан, например, рече Обама. Тој забележа дека во моментот постојат повеќе закани кои треба да се држат под будно око од страна на Соединетите Американски држави, Боко Харам во Африка и ќелиите на Ал-Каида во Јемен се само некои од нив. Она што не можеме да направиме да си мислиме дека можеме да си играме уби го молецот и да испраќаме американски трупи да окупираат различни земји секогаш кога овие организации ќе се појават некаде. Мора да имаме пофокусирана, повеќе насочена стратегија, да ги обучуваме локалните милиции и безбедносни сили за подобро да се извршуваат работата, вели Обама. Американскиот државен секретар Џон Кери денеска е во Ирак во една таква мисија, во обид да дознае на кој начин Вашингтон може да и помогне на ирачката влада во напорите да им се спротистави на екстремистите. Но неговата средба со ирачкиот премиер Нури Ал-Малики не се најавуваше како особено срдечна, особено затоа што еден од предлозите на САД за решавање на ирачката криза предвидува оставка на Малики и создавање на влада на национално единство во Ирак. Од денеска во следните 4 дена почнува разврската во групите на светското првенство во Бразил, пошто ќе бидат познати 8-те осмофинални двојки, со што од сабота ќе започне главната битка за најпрестижниот трофеј. Холандија и Чиле во дерби за првото место ќе се обидат да го избегнат Бразил, кој против Камерун не смее да сгреши, додека Хрватска ќе ја брани балканската чест и ќе се обиде по 1998 година повторно да игра во втората фаза од еден мундијал. Двата тима кои победија во првите два меча денеска ќе водат битка за првото место во групата, која најверојатно ќе донесе избегнување на Бразил во осми на финалето на светското првенство. Холандија е во мала предност затоа што поради подобрата гол разлика на лалињата им одговара и Реми. Холандија денеска ќе бркаат прво место без својот прв напаѓач Робин Ван Перси, кој е автоматски суспендиран поради 2 жолти картони, како и на повредениот Бруно Мартинс Инди. Шпанија и Австралија никогаш досега не играле меѓу себе, а Црвената фурија има тешка задача затоа што кенгурите никогаш не го загубиле последниот меч во групата. Во 1974 година ремизираа 0-0, ремизираа 2-2 со Хрватска во 2006, а ја победија Србија со 2-1 во 2010. Хрватска и Мексико 3 пати досега играле меѓу себе, а последен пат на светското првенство 2002 кога сомбреросите триумфираа со 1-0. Претходно во 2 пријателски меча 2 пати славеа коцкестите. Пред 16 години кога последен пат Хрватска ја мина групата, Каутемок Бланко го даде голот за победа за Мексико, а тоа беше прв од 6 меча на мундијалите за Хрватска на актуелниот селектор Нико Ковач. Сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот.
Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Пријатна вечер.